На почетокот на 20-тиот век, на Балканот, во европскиот дел на Отоманската империја, македонскиот народ, предводен од внатрешната македонска револуционерна организација, веќе цели 10 години водеше безпоштедна вооружена борба за национална и социјална слобода. Соочени со неизмерно посилниот непријател, македонскиот народ и народностите во Македонија, на 2 август 1903 година, на Илинден, се обидоа да го сторат невозможното. Кренаа се народно востание и прогласија република во името на еден нов и поправичен утрешен свет, во кој ќе триумфира националната и социјална слобода и рамноправност, прогресот и хуманизмот. Колку има до Крушево, бе, Угурсус, ниједен? Туку што не сме стигнале, бе, Ефенди. За доној рит е градот. Удри тоа конјите, бе, оти тебе ке кршам коските, жимјала. Ти! Зошто, брага, ме мачиш да ги растворам? Гледаш дека се колци. Гледај, на, безбели можеш да ги избриш. Ама расторе кој ти велам. Некој пајтон доаѓа. Што е сега, бе, керата? Баскан, бе, Ефенди. Барат комити, оружје. Каков баскан, бе? Јас сум царски човек. Ја, комитата избега. Патите го комитата! Патите го! Така! Мене баскан ми правите! Оваму комитата ви избега! Со Исус! Терај, бе! Терај! Не знам. Таа со скокна од другата страна во долот. Бргу горе. Вие, по мене.
Čavče, ajde jedno dve vreće brašno da nosi. Arno, majstro Divo. Ajde, Čavče, po mene. Zdravije. Majstore, ispravska vam se predviđala. Ako? Da ne ti ispadne od očite stojanke. Majstro Divo! Toma! Ne, rastovar je ovde. Majstro Dimo, ova za gore. A? Ajde, Čavče, ne lomoti. Čekaj. Ajde. Благодарам се. Ходи работа. Добро е, Владимир. Разбирам, Владимир. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vidi kako moraš to je
nakonte. Dur do ovde mirisa na livanto. Čekaš nekoga, taćo? Čekam nekoj prijatelji, čekam. O, zdrožio, prijatelji. Zdrožio. Kako po doma, a? Zdrožio. Arni sme, spolajmo na Boga. Da, bre. Koliko solca ste iznakupile? Krma je za ovcite, vnučko. Da, treba. Treba krma, treba. Pa i za doma mnogo ste iznakupile, a? Što da praviš, treba da se žive. Treba. Elbeti, pak i utre i linden. More lesno za nas, toko teško na onije gore što se planina, što se mačat. Elbeti, treba da im se pomogne pomalku. Sutra brašnence, sutra piper, sutra zarzavat. Elbeti, duša saka. Imam prijatelj gore, planina, Nikola Karep. Kako je to siromaški, kako je? Kako pominula gore, a? Golemi prijatelji, befe, golemi prijatelji. Aj, sikter, bre, kodaš, a ti seram majkata. Komu majkata, be? Hajdu tu jedan! Komu? Tebe! Komu? Da se izmiješ, taću! Taću si mama doktora! Merci. Parla se. Au, što mu napravite na čoveku? Mori moćni. Sram da ve jade. Ubelilo ti mu ga izbrišavte. Ne, taću, što ti napravile? Jok te stojile. Ništa, devojčinja se. Devojčinja? Urok nema da te fađa. Devojčinja. Devojčinja, ubavi. Čakatijski. Devojčinja, ma, vidiš što me stori? Ništa, taću, ne se šećam da se stopiš. Evo, baba, marajte mi te isuši. Ovde kaj stavite, razijela su utijata. Ajde. Vi благодари ме много. Тоде, па намини пак. Ajde. Dobar den, Strikopušu. Boga mi uba. Si го оставила татко ти надучан сам да го изпокрадат пазарджиите. Бев горе kad tetka Vasilika me prati tate. Brat mi večerke se svrši. Каква свързувачка мори след лето, татко ти има ли ум? Станке! Василике! Василике! Оеде, що викаш пак? Капата и палтото. И слезете долу в дучан. И отворете добро очи да не ме покрадат пазарджиите. Dobro, evo idem. Кажи на татко ти, ќе дојдам. Хайде. Prošla je čorbađe kušama efendijeta. Ajde. Mora taću se lepac mi zajedno. Što ne te videla? Да ти се много години, Мудор Ефенди. Да ти се много години. Kako ste po doma, čorbađe kušu? Убайна, Мудор Ефенди. Нека ни е жив и здрав падишакот. Господ здравие и сила да му даде. Па и нас сонце ќе не огрее. Аллахот на небо, султанот на земја. Бујрум, едно кафенце, ако не бързаш. Друг път, чорбаđe kušu, друг път. Бујрум, гене Бујрум. Не ти е срам, още во газа да му се пикнеш. Дай море, кучко, кој те бакари па тебе?
Што има ново, Еклем? Ефенди Јаја од Битола прашуваат дали има пат за Кичево. За Утјумацка или Ѓаурска телеграма? За Ѓаурска. Јави им дека денеска пат има само за Утјумацки телеграми. Ѓаурите нека чекаат. Феки Јаја, Ефенди. Добро ни дојде, Ајредин Ефенди. Ми јави од Битола. Те чекам. Повели, Ајредин Ефенди. Повели. Идеме, така, такју. Од Битола дошол, велиш, Полиц Ефенди. Ами, кој го викна, зашто дојде? Каде отиде? Не знам, Мудур Ефенди. А не знаеш. Ами очи имаш ли, бре, такју? Имам. Еми, гледај, времешко. Може би, кај Јаја Ефенди отишол. Тој и Джемаил Ефенди ме пратија да го чекам. Отишол кај Јаја и Джемаил. Ама му не знаеш, а? Не знаеш. Ќе те научам да знаеш. Не знам, Мудур Ефенди, зошто дошол. Жими бело видело, не знам. Знаеш, Таќу, знаеш. Зошто те плаќам јас, бре, со Исус. Зошто те плаќам, бре, магариње. Не знам, очите да ми... Сус. А пак, на оно Јаја ќе му кажеш дека јас овде повелам, а не тој. Хајде, гит. Бујрум, Ајредин Ефенди. Убавина. Ваков сарај само во Стамбол може да има. Убавина. Ашколсун. Ашколсун, Јаја Ефенди. Так. Бујрум, Ајредин Ефенди. Седни кај што ти душа сака. Што песна сте фатиле? Ем комицка. Комицка даскале, комицка. Ем комицка даскале, ем умала. Море, но не. Место да зборуваш толку шепкај го малку појче огнот, зашто гледам оловно не ти е добро стопено. Не скрши, даскале. Што убаво си бевме запеал. Море, дувај и чувај си го иштавот за од понеделник. А зошто од понеделник, даскале? И утре можеме да работиме, што дека е недел. Утре е Илинден. Тоа е голем празник. А пак може да имам и некоја друга работа. Работа не даскале. Кога ќе ми кажат миту, тога ќе ти кажам. Не знам. Дај ми го големиот чекан. Брзо, брзо, брзо.
Стоянки, еден мал подарок за те. Зошто? Так? Ти Миле немаш ум? Зошто, ма Стојанке? Па нели дуќанот е отворен за секого? За секога, ма не за тебе. Ако дојде татко ми? Па што ако нека дојде? Денес или утре тој ќе знае. Тој веќе знае. И што вели? Што вели? Знаеш што може да мисли татко? Знам. А ти? Јас те молам да си одиш. Веднаш. Еве ме, мамо! Ајде, Миле, оди си. Димо, се вика Димо. Те бара за да си го плати борчот и да купи сол. Сол, Еко. А пазарчиите денеска го крена сиот дуќан. Шулај, што е ова работа? Селаните никогаш вака не купувале. Се крена, се однесо, а зимата далеку каде? За нас подобро мори нека носат. Уште ли да чекам? О, колко гледам, мојот пријател Димо да сум. Добар ден, Повели мајстор Димо. Повели. Повели мајстор Димо. Машала. Машала. Сега си дошол. Ем порано, ем попоправен од лани. Се чини работата ти била убава и пазувата ти е топла. Придај Господи и се радувам. Срамота! Срамота! Арам да ви е! Оставете ја жената! Ама тутун, елбасрански, само за меракли и пријатели како тебе. Ја овде човек! Не можам да стигам да запишам! Остави ги луѓето намира да работат! Сандук! Куќата на Андро е бастисуваат. Да изфрлаат по куќнината. Димо, сам си е крив. Еве веќе втора година како не ја плаќа вергијата. А царот чека од нас да го храни аскерот, да се грижи за целата царствина што се јади. А царот, зашто не ни даде работа, Вестрико Кушов? Та да има со што да ја платиме вергијата. Да има и за него, и за нас. Јас во туѓо тенџере не брцам, Димо. Си ја гледам својата работичка. Пуште бри! Пуште тука ти гледам! Чао! Срицар! Ајде, ете се сија! Чао! Ете исета! Срамота! Срамота ви е! Арам да ви е! Срамота!
Како не ви е срам на жена и деца, рака кревате! Ке не заколам сите, бре, домус! Чуш, бре, свино! Свири се! Што чекате, бре, вие сежи? Хајде стигте дома! Ќе му кажам на Мудро Ефенди, на сите да ви тури по една джеза од 100 гроша, па ќе ви дојде умот. Како да ни е прв пат джеза да плаќаме? За ништо не ограбувате и не тепате. Пфу! Арамле ви е! Срамота! Ставре, жими Аллах! Има да те закачим на ченгел и да ти дерим! Сулейман Ефенди, почна. Што почна Брезенил Ефенди? Заптите и народот се испотепа. Браќа и помош ќе не надвијат. Праќа една десетина. Работата ич не е јарна. Ѓавурите ке го креваат бајракот. Ајо насана. Денес сутре, кога ке го соберат беричетот, ете ти ѓурулки. Што треба јас да сторам, Ајредин Ефенди? Уште на саатот ќе ги збереш сите царски луѓе овде кај тебе. Ќе им го прочиташ писмото, а сетне јас ќе кажам што треба да се прави. Пеки, Ајредин Ефенди. А мудрот, да го викнам и него. Јо, џанам, ова си е друга работа. Бурен ја, Ефенди. Викни ги Сулейман, Джемел и Зенил. Пеки ја, Ефенди. Веднаш. Пеки ја, Ефенди. Кажи ми, Сулейман Ефенди, со каков сурат да му јавам на валијата во Битола од изаптите кренале кавга со чаршија? Со домакини или чорбаджи, со еснафи и туџари. Што ќе рече за мене валијата како градоначалник? Што ќе рече и за тебе како командант на гарнизонот? За сите што сме овде. Што ќе рече валијата која ќе почнат мајтап да се играат битолските конзули штом пукне си од овој резил? Ако мене ме прашаш, Мудро Ефенди, било што било. Нека им удрат на затворниците по 25 стапа или нека земат джеза по 50 гроша, па секој нека си ја крши главата. Бујрум, Мудро Ефенди. Не, прати ви на Зени да дојде.
Пеки Мудро Ефенди. Ти си честит и добър човек. И не си му душман на султана. А она, що мислят за тебе Јаја и неговата компанија, то си е нивна работа. И че тебе да не те боли главата за тоа. А? Ти благодарам за довербата, Мудро Ефенди. Јас сум Бамаро, Велко. Добар. Добар ден. Тука е Даскал. Тука е ве, чека. Денеска сите задоцневте. Ајде, брзо. Си ме викал, Мудро Ефенди. Те викав. Слушај, Зенил. Ке им пишеш на сите машки глави по 100 гроша. И ке им речеш да не сум видел ниеден од нив повеќе овде во Укјуматов, зашто Сургун во Анадолија ќе ги пратам. Така ке им речеш. Пеки, Мудро Ефенди. Што мислиш, Сулейман Ефенди? Доста ќе им е по 100 гроша. Доста е, Мудро Ефенди. И на децата по 100 гроша, Мудро Ефенди. Како бре? Зар во апсаната и деца има? Белким Джемел и ти на децата цицка не им давате? Пеки, Мудро Ефенди. Хајди! Дур. Дур бакал. За децата татковците ќе платат. Кој си има деца дома, нека си ги чува. Пеки, Мудро Ефенди. Муртизан Ефенди? Бурум, Мудро Ефенди. Ја појди свршијат ја оваа работа. Зашто овај билме се карва караши ке стори. Хајде, чапук. Пети, Мудро Ефенди. Велиш, имаше покотници и мртви. Да. Море Велко, да не ја направил тепачката некој од нашите запаленковци. Не, Даскале, немало никој од нашите групи. Секој младинец се знае наредбата на организацијата. Овие денови да не се гибаат османлиите. Па кој тогаш го фрлил жарчето? Не знам. Ова е веќе сериозна работа. За ова некој ќе одговара. Мајката, зар мораше се тоа токму сега да се случи? Ке капнени и на Мудро Ефенди од ова ујдрма во кесето некоја лиричка, Сулейман Ефенди, знам, ја знам, не му е сефте. А вие демек сте подобри? Не бе, жанам, не сме подобри, ама ние со усул, со диктат, јаваш, а тој све отедва. Олмаз бе, жанам, и само за себе. Сулейман Ефенди, по пола ќе го делите ришветот галиба, Ти, Джемал Ефенди, ми го кршиш намузот? Не ти кршим намузот. Доста со кавги, бре, Карбекмар. А ти, Сулейман Ефенди, треба да знаеш, ние злото не ти го мислиме. Така е, Јаја Ефенди. Даскале! Што има? Ги пушти ја сите. Сите? Сите, Даскале, ги видов со своји очи. Што мислиш, Димо, да му јавам за сета оваа ѓеролтија на Карев, а? Зошто? Револтот најверојатно случајно избувнал. Случајно, ме една искра и ти пожар. Е, тоа и ме плаши, Димо. Барем уште малку да можеме да ги додржиме работите во своји раце. Тетка Маја,
донесов зелник да каснете. Што е ова од тебе, бабо Маро? Што? А вчера ни донесе тава ориз. Пред тоа татли, сега зелник. Зелникот не е мој, даскале. Ми го даде на чевица нафурна, вели. Однеси им го на децата, нека каснат. Тие работат за наше добро. Ред е да им се одолжиме. А ти, демек, бабо Маро, нафурна со жените си правиш такви муавети, а? Жени, даскале. А се договоривме да молчиме. Ние поради вакви дарови досега 2 пати моравме да ја местиме леарницата. Добре, даскале. Ме усрами пред јаванџија. Ајде, синко, да каснеш на. После, баба Маро, ќе се вратам. Даскале, време е да го сменам вас. Време е, стери, оди. Нервозни сме и ние, а и ним арапи ме планот. Ванчо, ти ќе слезеш во градот и ќе ми известуваш за се што се случува. Собери ја твојата група, распраснете се на сите страни и добро отворете ги очите. Нека застане некој кај утјуматот, друг кај поштата, а стај некој и кај казармата. Се што ќе забележите сомнително јавувај, јасно? Јасно, даскале. А ти, Велко, зени уште двајца од твоите и право горе кај Карев. Ќе му го однесеш ова писменце и веднаш назад. Удри низ корија. И немој да ми направите некоја детинштина со револверите. Пукање само ако ве сърдисаат. Последниот куршум за себе. Јасно? Јасно. Демек, ќе го фрлиме чифтето, Никола. А што да сториме друго, Митре? Од поодамна сакаме нешто да те прашаме, нешто друго, Никола. Многу ми навелат на Смилевскиот конгрес ти си бил против Босани. И Гоце велат бил против. И Гоце, и јас, и други. Зашто едно е да го крене сиот народ, да му излезеш наниша на душманот, да му ги покажеш градите. А сосема друго да го толчиш секој ден, со години. И пак да бидеш невидлив, да не може да те зграпчи загуш. А и оружје немаме за сите. Ама дојдовме до зид. Затоа се реши да се крева народот. Карнашвал! Саатот за смачкување на душманите е дојден. Не оти немаме аскер да ги раскапиме. Ние ќе ги сплескаме за една дакика. Само ако оставиме да дигнат востание, ќе ни падне чаламот пред Европа. На Европа ќе кажат, имаме мајка од турците, затоа глава креваме. И после, чекај да ти се истокорат европејците. Затоа треба сами да се зафатиме за работа и то уште од денес. Треба да ги начичкаме шубелиите по апсани, да ги степаме главатарите и атаците по патиштата, а комитите нека лежат по планините, да видиме до кога. Ним ќе им пратиме аскери и башибозучки чети, па нека мрдат. Ачко сум, наша сум. А на селаните, ако им стиска, нека им носат леп да јадат. Право е, Редин Ефенди. Што ни треба повеќе? Ашко сум. Што чекаме повеќе? Нож, бабам, нож. Еве, ти ја, Ефенди, ќе треба да повикаш некој одбрани бабајити, значи крволоци, и да им кажеш дека од доблетот имаат изим да колат, да грабат, да тепат, дошто ќе им падне каурско и комицко. Од царскиот аскер шубе да немаат, од учуматот ич. И за секоја комицка глава ќе имаат 5 лири бакшиш. Амадан? Тамам, Редин Ефенди. Тамам.